сме 99%. Добро вечер, почитувани гледачи. Почнува најновото издание на емисијата 99%. Ова ќе го остава малку настрана, бидејќи следува моментот кога ви ја представувам нашата денешна тема, темата на која ќе дебатираме со моите денешни гости. Верувам дека станува збор за една исклучително интересна тема, ако се земе предвид фактот дека се работи за децата, за нашите најмили и најмлади. Верувам дека нема човек кој што ќе остане рамнодушен на она што моите денешни соговорнички ќе има да го кажат. Денес дискутираме за тоа какво е влијанието на социјалните мрежи врз децата од школска возраст. Како тоа влијае врз нивното социјално однесување, нивниот реален социјален живот, како влијае врз нивното образование, односно како тие се однесуваат во училишните клупи, меѓутоа и врз нивната кревка психа. На оваа тема денес ќе дискутираме со професорката Ивана Маховска и психологот Анастасија Настеска, и двете ни доаѓаат од Основното училиште Григор Прлич. Да ви посакам најпрво добре дојдовте во студиото на ТВМ. Добре ве најдовме. Благодариме. Верувам дека навистина оваа тема е не само интересна и пред се актуелна. Социјалните мрежи имаат особено голем замав последниве години, меѓутоа ако земеме да анализираме кој е најпогоден од истите, веројатно сите го добиваат истиот одговор дека децата се тие кои што најмногу и ги користат и паѓаат под нивното влијание. Ако некогаш некои други беа достигнувањата на малите деца со кои што родителите се гордеа, денес се почесто слушаме од некои родители како децата уште од 2-3 години им работат на компјутери, не знам што се можат да најдат на интернет и тоа се кажува како некое достигнување. Дали е тоа така? Да, прво благодарам за поканата и навистина ми е драго што денеска дебатираме на оваа тема, бидејќи ова е навистина актуелно на денешницава. Мала корекција, не само малите, туку и младите. Сега мислам дека тука би требало да направиме некоја блага граница меѓу малите и младите, а точно е дека од 2-3 години, од 2-3 годишна возраст, децата веќе, родителите се горди на тоа што децата веќе се можат да работат со телефоните, со смартфоните, со компјутерите, со таблетите. Ако некогаш, како што реков, било достигнување, не знам, да се добие петка по некој предмет, па родителите да се израдуваат, сега имаме некои други вредности. Достигнување ли е тоа, Настеска, да дечињата од 2-3 години, или ајде барем оние со кои што вие работите непосредно во Григор Прличев, тоа што тие знаат да работат на компјутер или не знам какви содржини да пребаруваат на интернет, иако сите знаат, па и нивните родители, што се може да се најде таму. Добро, од еден аспект да се каже дека достигнување 2-годишно или 3-годишно дете да работи на компјутер, за мене не е. Значи пред се. Ако е искористено во некоја образовна цел, да, тоа го подразбирам како позитивно. Но да е употребено како само за игра и да не сметат дома, додека родителите се на работа или нешто друго работат, тоа за мене не е позитивно. Значи во ред е да се технологијата е дел од денешницата, од современото живење на 21 век, значи медиуми, компјутери, значи тоа е веќе книгата е оставена настрана, значи скрос е тоа оставено. Моториката на децата, тоа веќе малце поспецифично, значи освен седење на компјутерната статура, мислам поредко има деца што работат со пластилин, со глина. Јас не велам дека морат делот од живењето е компјутерот и сите тие информатичкото општество што ни доаѓаат со тоа во образованието, но во секој случај мислам дека треба да се отстапите место и да се замислиме малце докаде е границата и колку што ние можеме тука да поставиме некоја рамка, некоја. Секоја честна тие деца, генерализираме сега, иначе секоја честна тие деца кои што се сепак пред се име книгата. Значи имаме родители кои што сепак се уште се гордеат детето кога ќе добие петка и име достигнување дека детето научило по било кој предмет. Меѓутоа генерално тоа е сликата. Тоа е сликата. Ако пред само десетина години мајките ги подготвуваа своите дечиња за тоа како ќе изгледа првиот училишен ден, за тоа како е да се запознаваат со нови другарчиња, да се социјализираат, сега го имаме влијанието на овие социјални мрежи, па како успеваат мајките да го
подготват своето дете за социализација и како би изгледал тој прв училишен ден ако знаеме дека дечињата прво што работат е тоа што се случува на Facebook, а потоа таа некоја друга реалност која што би требало всушност и да ја живеат. Видите, јас мислам дека дефинитивно постои бариера помеѓу реалниот свет и помеѓу виртуелниот свет. И мислам дека за жал на денешницава дечињава не се спремни да комуницираат со луѓето околу себе. И голем број деца се веќе навикнати на своите виртуелни другарчиња. И буквално од виртуелните другарчиња се спремни на првиот училишен ден. Мислам дека веќе не постои некаква... знаеш, тука споделбата на што викаш, например, да речеме, една група, сепак на деца, 5 годишна, почнеме зашто со првачиња, да речеме, ево, 5 годишни. Сметам дека тие пред да почнат на училиште, како што кажува Ивана, тие веќе се запознаете со кого ќе се на училиште, веќе имаат споделено, значи, по овие социјални мрежи, јас сум кај таа учителка или тоа овој ден ќе седнам со тебе или нема да седнам. Значи она што кажува Ивана, тие како да се веќе спремни, значи преку да речам социјални мрежи да влезат во училиштето. Тоа значи дека социјалните мрежи ја земаат, стануваат таа алатка за кршење на тие бариери кои што нас ете ни беа некогаш потребни за замислете вие да учите 2 месеци со 20 на дечиња, да не знаете половина од нив како се викаат. Да, точно така беше. Бидејќи постоеа тие бариери за тоа што ете нормалниот процес на социализација најверојатно и така треба да тече. Децава мислам дека не го доживуваат веќе првиот училишен ден како ние порано што го доживувавме. Токму спремни се од претходно и учителката познати, дечињата познати, некако подготвени доаѓаат, некако како ајде ке остро е ако речам дека не му се радуваат точно на првиот училишен ден како и ние. Ние мислам дека имавме поинаково доживување, значи емотивнава страна малце тука е иземена. После тие се многу брзи, сакат на пример после тој прв училишен ден и општо за другите за училишните денови почетните да споделат одма, значи кој што го биле на училиште, што направиле прво училиште, тоа го баре да го споделат. Не само малите, значи зборувам за цела категорија деца, од првачиња па натака сите. Првачињата може да се покревка категорија што можеме да речеме дека уште не сакат баш толку да не се внесени толку, да речам, во таа социјална мрежа и во тие виртуелен свет како што кажува Ивана, али во секој случај поголемките, да речам, деца, па посебно оние со 10 години и натака, 12, 13 и мислам најсериозна возраст му е 14, барем. Последниве години македонското образование тргна да бара некои искуства за тоа како би требало истото да изгледа, па прибегнавме кон зголемување на таа некоја интерактивност која што постои на часовите, да не излезе сега дека ние сме некоја бабарога, па сега ги напаѓаме социјалните мрежи, не помагаат ли тие во зголемување на тој некој степен на интерактивност на часовите? Имаат ли некаква реална апликација истите или се само некоја приватност која што, да бидеме искрени, малолетни деца можеби не би требало ни да ја имаат? Според правилата и прописите на пријавување на креирање на профил на Facebook е забрането малолетните деца да имаат. Меѓутоа знаеме на каков начин се креираат профилите. Јас лично сум корисник на профил на Facebook, меѓутоа кога ќе речам корисник, мислам дека правилно го користам Фејсбукот. Затоа што првичната цел на Фејсбукот беше социјализација, здружување на младите, на луѓето во групи кои што имаат исти или слични интереси. Луѓе кои што сакаат да си го кажат својот став, своето мислење. Ама сега луѓе кои што се спремни да поддржат, да помогнат, и ги поздравувам таквите групи и често пати се среќаваме на Фејсбук со апели кои што навистина се од значење и даваат вистина широк спектар на информации како за младите така и за возрастните. Тоа што го кажуваат споделување, значи во секој случај интернетот некоја брза, полесна комуникација, значи достигнување некои што се случуваат, побрзо ги добиваме. Значи во секој случај сега не можеме да чекаме на пример да излези тоа во пишан текст, речеме, или некој публицит на некоја книга. Значи полесна комуникативност имаме преку интернетот и медиумите. За разлика на времето преку писма, сега нема. Да, денеска е сепак и размената на информации е побрза за разлика од некогаш.
Значи во секој случај и во образованието и на часовите ние имаме интегрирани часови каде што искористуваме информатички содржини или електросодржини, меѓутоа се тоа што е во склоп и за доброто на образованието. Точно има апликации кои што се навистина корисни, кои што навистина ги користиме и се од голем придонес за образованието, бидејќи на таков начин на детето му се прави еден час поинтересен, покреативен, иновативен. Так. Ако некогаш комуникацијата помеѓу ученик и професор беше многу поформална него она што се случува сега, а ги имате и социјалните мрежи, па тие често можеби се обидуваат и да комуницираат, ако не и редовно да комуницираат со своите професори, да проверат какви задачи имаат за утрешниот ден, ако ништо повеќе. Не ви помага ли тоа и вас, и вие да скршите некоја бариера со некое дете кое што можеби има проблем со реалната социјализација и комуникација со професорот, па и со своите другарчиња, па го користи некоја социјална мрежа за полесно да дојде до вас и да ви се обрати? Ова убаво поставено, мислам, од ваша страна. Значи имаат групи на наставници поголем број што си користат, ево Ивана повеќе исто, си прави група на пример каде што ќе ги споделит училишниве работи, значи со децата, конкретно тоа за германскиот јазик, дополнителни вежби, дека што имаат пристап, значи и родителите и децата. И од друга страна, мислам, јас да кажем од психолошки аспект, можда и во таа група можеме ние како психолози да кажеме или од страна, баш како психолог и јас, да откриеме некои работи внатре во групата што може да се случат. Значи, од една страна, значи образовниот компонента се искористуваат, а од друга страна и фактички и психолошката, емотивната страна можеме да видиме. Значи дали се карале, дали имаат некој проблем меѓу себе, некои нерешливи проблеми што сметаат дека се тие. Влегувајќи во таа група, да кажеме, ние како професори, јас како стручно лице, како психолог, значи ние можеме да навлеземе во некои сегменти каде што може да ни помогнат тие информации. Али во секој случај, ето, наставниците, тие работи треба да ги надгледваат и да ги цензурираат. Значи не сме други некои содржини што се неприкладни да бидат. Зошто ја спомена формалноста која што некогаш ја имаше во тие односи помеѓу професори и ученик? Имате Facebook, ќе го земеме пример, кое што, иако некои се обидуваат да ја прикажат како можеби начин за формален пристап и формална комуникација, сепак во основа тоа представува неформален начин на комуникација. Се преминуваат тука границите или остава тоа простор да се преминат тие граници кои што се на нормална комуникација помеѓу професор и ученик, во смисла да се комуницира без при тоа ученикот да ја почитува не само приватноста на професорот, туку и функцијата која што истиот ја има за него. Видите, јас не сметам дека тоа е правилен начин на комуникација. Значи, Фејсбукот еве конкретно, не сметам дека е правилен начин на комуникација помеѓу професор и ученик. Зошто? Затоа што комуникацијата мора да се сведи на едно реално ниво. При комуникацијата имате контакт очи-очи. Значи мора да видите детето како размислува, како изгледа, дали ја сватил суштината на прашањето, на темата на која што се дебатира. Меѓутоа често се случува и учениците да не ја почитуваат приватноста на професорите, на наставниците, меѓутоа за жал и обратно. Да. И да се дозволат. За жал и обратно. Како вие се обидувате да се предпазите од такви ситуации, да токму вие бидете тие кои што ќе ја преминат границата, можеби не со намера, меѓутоа навлечени од тој неформален однос кој што учениците си дозволуваат да го имаат? Ретко дека некој ученик си дозволува до толку да има неформален однос преку социјалните мрежи со наставниците. Меѓутоа тоа најчесто се комуникации во една одредена група во која што и родителите и наставниците и децата имаат пристап. Да, сите заедно, сега како значи, една тријада. Сите заедно, да. Се случува некогаш да се разгледа профил на некое дете, меѓутоа дете кој што мене например на часот ми било сомнително во смисла имам забележано некакво поинакво однесување за разлика од досега. И се случува да проверам, да видам дали тоа дете нешто има споделено, дали има некое размислување на некоја тема, кое што утредента на часот би ме наведило да разгледам, да видам што се случува со детето, кој е проблемот со детето. Тука ја гледам позитивната страна на социјалните мрежи. Да, и тука најлесниот начин им е да им придат на децата, можда, што кажеме, преку мрежава, преку Фејсбуков, најлесниот начин. Зашто
се плашат, например, контактиве што се во очи што викате Ивана, се малце поспецифично, значи тука се плашат дека нешто ќе кажете она што не треба, дека ќе го откриеме од другата страна. А вака мисли дека е заштитен од една страна, зашто сепак е, да речам, технологија, машина, не си ти како личност спроти него. А од друга страна, ќе напишам било што или ќе добијам некоја информација, а нема да знам зошто. Децата не се многу често упатени во задолженијата, обврските и правата кои што ги имаат при користење на социјалните мрежи. Често пати сме разговарале на тема правата на детето и баш на 20 ноември ни го славевме денот на правата на детето. И често пати децата си размислуваат, ќе споделам нешто на Facebook, наставничката нема да ме забележи. Да, баш тоа. Тоа мојот став и моето мислење можам да го искажам на Facebook, бидејќи ќе бидам забележан од XY луѓе кои што во животот можеби не ми значат толку. Или можеби никогаш нема да ги сретнам. Или кои можеби никогаш нема да ги сретнам, ама во живо, во еден реален свет, во еден муабет, разговор како ние вака, многу често се среќаваме со бариера, зид. Значи имате водење на монолог. Децата не комуницираат. Ето сите сме сведоци, например, кога ги излегуваат било каде се, значи во надворешниот свет да кажам, дружење во му се седвење на маса, сите сме со телефоните во рака, мислам, контактите. И многу повозрасни се виновни за овој престап. Многу повозрасни, да. Добро и самата технологија, мислам, развиена технологија, паметни телефони. Сето тоа си го прави својот. Ама рачно е ги поттурнуете сами ве родители децава. Ако сакаш да ти е помирно детето, дај му. Дај му телефончето. Да. Тоа е современата играчка за Тоа е современата играчка за деца. За жал. Ако тие си дозволуваат да комуницираат со вас преку Facebook, макар и било тоа за некои училишни задачи, ајде ќе признаеме, можеби крши тоа некоја бариера и можеби тоа утре ќе му помогне на ученикот поотворено да ви пристапи, но постои ли граница кај дечињата она што начинот на кој што комуницираат преку социјалните мрежи со своите професори да не го применуваат и во училиштето, во смисла да не го почитуваат авторитетот на професорот како личност која што треба не само да ги образува, туку и да ги воспитува. Ево, ти мислиш дека... Да, јас сметам да. Значи имаме група на деца кои што не го почитуваат професорот ни како личност, ни како професор во функција. Меѓутоа имаме и група на деца кои што во буквална смисла, значи сваќаат дека тоа е човек кој што не само што ќе ги образува, баш убаво кажавте, не само што ќе ги образува, туку и ќе ги воспитува. Границата е децата сепак внимаваат. Видете, значи колку и да не го почитуваат, колку и да често пати се среќаваме со дечиња, на пример, во школскиот двор, здраво. Да. Тоа се тие мали зборови кои што кажуваат многу, бидејќи на социјалните мрежи се обраќаме на таков начин. Значи често пати зборувам, немојте да правите кратенки, значи македонскиот јазик е широк со поими. Ние имаме многу убави зборови, користете ги зборовите. Немојте ЗДР. Здраво. Уства, навис. Да. Што туку ни отворивте уште една тема за разговор. Да. Како комуницираат учениците со вас? Настрана од ова што сега го коментираме како начин на разговарање на Facebook, како комуницираат тие реално со вас на часовите, на одморите, било каде и да ве сретнат? Добро, сега како авторитети, ние како наставници, да кажем, јас како психолог, значи таа бариера, да речам, авторитетивна, не би сакала да ја поставам. Значи сакам да ме доживуваат сепак како дел од нивното живење, да кажам, во училиштето, како клима во училиштето да е позитивна. Не да ме доживуваат во секој случај туторство, значи без разлика. Зашто мислам дека од таа страна нема ни да ми придат и некој проблем да го има, да сакаме да го споделиме и да го решиме, тука ќе имаме малце граница. Значи сметам дека близок однос не поставуваме толку, значи сепак треба да се види разликата кој е тука сепак на училиште и дека треба да почитуваат одредени правила. И значи и кодекси на однесување, и правила на однесување, сепак во некои моменти не велам дека ги кршиме сите. Ама тоа не е еднострано, значи од двете страни. Наоѓаме некоја средина каде што можеме по позитивен однос да најдеме. Да седнеме, ајде сега кажи, значи јас не велам дека треба оштра граница да се постави во тоа. Мислам дека тоа е по позитивно и од начин каде што се осеќаат по позитивна клима.
и емотивноста малце да е на повисока. Емпатија посебно, да кажеме, значи да знам да се справам со некој проблем од некој ученик, јас мислам би требало го доживеам емпатичност спрема него. Значи ако не го доживам така, не ќе можам ни да го решам, ни во суштина да ја најдам, да речам, сршта на проблемот. Зашто најчесто тие се прикриени. Децата кога ќе дојдат со одреден проблем, ти не може директно да кажам ова и ова ми се случи и јас ова го сгрешив. Ке излажат, па ќе кажат друг, ке посочат или нешто друго ќе кажат, за да се прикријат баш на можда својот дел кај што се тие најосетливи. Тоа треба да го откриеме, а тоа не можеме да го поставиме ако имаме некој подзид, по бариера поставено. Да, ама сепак сметам и стојам на тоа дека Појако. децава, значи треба да се има една граница каде што се Треба, знае да. кој е ученик, а кој е професор. Некој пат се мешат. Некој Така е. пат се измешани. Улогите некој пат се измешани. Измешани. Тоа да... Фали, недостасува некоја мала култура, би рекла. Точно, култура на Култура на однесување. поздравување, култура на на однесување, да. Тоа беше некое правило таму некаде пред 10, 15, 20 години. Да. Сега за Правило жал не кое достига. За жал не достига, да, точно за жал не достига. Значи Малце имате тоа е, мешање да. на ученик и професор во школскиот двор. Она што треба да представува можеби некоја релаксација на авторитативните односи, Да. сега представува еден сосема спротивен процес каде што тие се односи се Целосно. толку релаксирани што Да. се губат можеби Ама граници. затоа тоа да. викаме се мешаат во некој момент. Затоа не можеме од една страна ќе кажеме позитивно, друга страна кога ќе сакаме да се поставиме баш така како да не послушаат во секој случај, тука ќе најдеме на отпор. Тогаш никој не те слушат. Веројатно сите деца до некој степен користат социјални мрежи, меѓутоа сигурно има меѓу нив и кои што претеруваат, екстензивно ги користат. Каков начин, каков тип на однесување демонстрираат тие, Анастасија? Тие се најчесто, сега кажано е, знам и по литературите и све што имам читано и сите тие работи, значи зависноста е најлоша, да речеме, од социјалните мрежи што се јавува. Значи со 10 сати и повеќе ако се стоит на компјутер и се споделваат нон-стоп статуси, значи тука се губит комуникацијата и она вистинското што викаат Ивана, меѓу вистинскиот свет, реалниот свет и онај светот што веќе тие си го замислиле, меѓу социјални мрежи, меѓу себе си и компјутерот, да кажам. Тука е најголемиот проблем што се јавува. Како Така. тоа дете кое што комуницира единствено на таков начин или барем во најголемиот дел од случаите комуницира на таков начин, како да ајде да не звучиме сега како доктори, меѓутоа како да го препознаете вие во таа толпа од дечиња кои што демонстрираат најразлични типови на однесување. Така, тие се малце или повлечени се веќе, или во случаи кога требаат некои игри да се споделат или интерактивни настави каде што треба се вклучени сите ученици, тие најчесто не се вклучуваат. Најчесто не се вклучуваат. Тешко е вие или лесно да ги одвоите тие дечиња од оние кои што напротив таквиот начин на однесување или некоја изолација која сами на себе си ја наметнуваат е поради некој скриен талент кој што се плашат да го покажат. Како ги одвојувате талентираните од оние кои што поради начинот на кој што комуницираат преку социјалните мрежи демонстрираат сличен начин на однесување. Значи талентираните ќе се истакнат дека и прочитале книга. Ќе се истакнат дека споделиле некоја информација и со другите. А тие што контактираат, да речем, само социјалните мрежи, тие не споделуваат многу информации со другите. Само ќе кажат прочитај таму, прочитај на Facebook, прочитај, не знам, кратки имаат разговори, немаат содржина барем. Јас тоа го сметам. И некој пат и овие насилниви однесувања што ги прифаќаат и игрите, да речам, посебно игрите од насилен карактер и ги манифестираат. Ево да кажеме, некои игри ако ги играат, тие ги споделуваат на училиште. Имавме случаи, да кажеме, и познати што се во училиште, ајде некои тепачки или нешто, собирање и тие работи што не би требало да бидат споделени. Тоа е. Тие деца кои што претерано користат социјални мрежи, мислам дека живеат во еден свој свет. Од пракса често пати го знаеме тоа, значи баш точно како Анастасија што кажа, затворени во себе, затворени во некој нов свет. Едниот розов, другиот можеби лилав.
Значи тотално во различни светови. И навистина лесно се препознаваат. Оние деца кои што имаат некаков проблем, бидејќи ние го доловуваме како проблем, а за нив е тоа нешто многу нормално, за нив е тоа нешто хит, нешто позитивно. Точно нешто дека треба да се Нешто дека така важни треба да биде. лидери во одделение, најчесто и така сака да се представени. Надарените деца немаат иста манифестација како овие деца. А доколку овие деца се повлечени во свој свет, надарените живеат во истиот свет со нивните другарчиња, ама се истакнуваат. Се истакнуваат затоа што покажуваат интереси кон нека одредена тема. Да. Тогаш сакат, да речеме од проектниви активности или нешто, на тој начин се истакнуваат тие. А овие другите се истакнуваат, да кажам, не на негативниот, али сепак на начин што не е баш прикладен за во училиште. Не е прикладен, не е својствен, не е прифатен од останатите. Би се случило ли некогаш да прочитате нешто од некој свој ученик, нешто што не соодветствува со неговото однесување на училиште? Не знам, може би некоја подлабока мисла од она што вие секојдневно го забележувате кај него, во насока на тоа дека, социјалните мрежи може би на некои деца им представуваат и оддишка и начин да го кажат она што не можат или не умеат на училиште. Да. Да, значи се случува да еден статус, една поделена мисла може навистина да го промени целото мислење кое што претходно сме го имале за ученикот. Меѓутоа, во разговор, посветување и решавање на проблемот, детето се враќа повторно на она што претходно си било, дури и со поголеми успеси од претходните. Мислам дека се решава преку разговор. А инаку чувството во моментот кога ќе прочитате или кога ќе видите нешто на кое што воопшто не сте се надевале дека може така да биде, е навистина непријатно. Несватливо, да речем. Значи излезено од рамки на реалноста. Го доживувате ученикот, да речем, детето на еден начин, читате некој статус скроз поинаков од она што имате вие допир. Значи во секојдневието, во училишното живење. Така да не испадне само да не го караме само Facebook. Да, не би требало. И останатите. Останатите социјални мрежи. Добро, предлагам овде една кратка пауза за реклами да направиме, потоа се враќаме во студио ќе го продолжиме разговорот. Ние сме 99%. Почитувани мене повторно назад во студиото на телевизија ТВМ. Сега нема да гледам во мојот мобилен телефон. Мислам дека најдобро ќе биде да си го продолжиме разговорот за оние од вас кои што во моментов се вклучуваат на програмата на ТВМ. Денес разговараме за тоа какво е влијанието на социјалните мрежи врз однесувањето на децата во школска возраст, а на оваа тема дебатираме со професорката Ивана Маховска и психологот Анастасија Настеска од Основното училиште Григор Прличев. Ајде да продолжиме каде што застанавме. Колку, бидејќи во својот наслов носате едно моќно име, социјални мрежи, колку тие социјални мрежи, барем од она што го имате како искуство, навистина имаат социјализирачки ефект за младите? Сега ќе кажеш, ајде. Јас како наставник, на почетокот кажав дека целта на социјалните мрежи е социјализирање на младите. Мислам затоа и настанале, нели, да се групираат младите, оние кои што имаат исти или слични ставови, и цврсто стојам на тоа. Затоа што навистина се остварени многу нови познанства и пријателства, обновени некои стари пријатели од ширум целиот свет со кои што не сме се виделе со години. Позитивно, да, во секој позитивно во секој случај. Анастасија, не е ли тоа групирање само една помодерна верзија од она што некогаш беше, ова е групата на спортисти кај децата, ова е групата на, не знам, талентирани за пеење. Нема тука некој психолошки момент кој што на некој начин негативно влијае кај дечињата? Добро, помодерна верзија на групирање. Ако ќе кажеме една група на деца, значи сметаме дека имаат исти мислења и ставови. Можда исти способности, да кажеме, исти знаења или делат исти цели. Тука е тоа позитивното. А во друг аспект, да се каже, можда и малце и потик за некого, што е послаб како личност, да кажам, да може да се вклучат во таа група, да биде потикнат, пошто немаат, да речам, директни контакти, ќе пробат првен преку социјалниве мрежи, тоа е позитивно за некои личности што се можда малце и поповлечени.
од една страна. Сметам дека можда од еден аспект може и да потикнат некого. Значи, зависи сепак од склопот на личноста каков е. Можеме да дискутираме, да кажеме дека една личност која е послаба, да кажам, во директна комуникација, значи не може вербално толку да се изрази, дека со социјални мрежи може полесно да се изрази. И така да се почувствуваат како дел од групата. Па со тек на време можда и беа надминали таа бариера, дека со контактиве, со комуникација да се осуди, да кажам, да се јавит кај некој, ево да речеме, сакал да приде девојка на некоја момче или да кажам момче на некоја девојка, не е спремен тоа да го направи. И најчесто сега преку социјални мрежи или допишувањето, некој контакт имат некоја комуникација, па ако осети дека некоја искра имат во тие реченици, да кажам што се, можда ќе се осудите и поинаку да постапите. Да и придите во вистинскиот свет. Јас мислам дека сметам и мораме да ја спомниме и таа позитивна сепак компонента. Да, веројатно некои бариери полесно се Да. кашат на тој начин, поради непосредноста можеби на разговорот. Велат дека сите сами бираме што одлучуваме и алатките кои што ги имаме за што ќе ги употребиме. Тоа верувам дека важи и за Ето, дечињата, така, без разлика да. на која возраст се наоѓаат. Од тука неминовно во разговорот мора да ги споменеме родителите и каква е нивната улога во она што би требало да значи спречување или ајде да не бидеме толку ригидни, намалување на степенот или времето кое што нивните дечиња го поминуваат социализирајќи се преку интернет. Па таа контролата, како што кажете, треба пред се контролата да имаат. Значи, пристапот, комуникацијата меѓу родител дете да е воспоставена. Значи, кога е воспоставена комуникацијата и дека детето знае дека родителот е тука, постојано да кажам, во секој случај, дека ќе го надгледуваат и ќе знаат што стварно преку социјалните мрежи, какви информации добиват и што користат, мислам дека е позитивниот аспект од социјалните мрежи. Но ако е оставено, значи без цензура сепак на родител или комуникацијата да е изгубена, значи ајде сега ако да не смета детето или без разлика, цел ден е, например, 10 сати на компјутер и родителот сега да не се поинтересира да влезат во собава, да прашат со кого комуницираш или да видите. Ајде да видам што на интернет работите со детето, едното или другото. Тука ќе изгубиме. Значи децата ги губиме тогаш по контактите родител-дете. Али ако е воспоставена комуникацијата, најчесто е најубав пример имаме и такви родители со детето сега, некој културен настан, некои образовни имат, нели, можеме да споделиме од све преку интернет, преку медиумиве, да речам. Тогаш добиваме позитивна релација. Настасија од психолошка гледна точка, јас од гледна точка на совладување на материјалов. Сум заедно, например, родител, дете, можеш комотно да успеш во тоа. Имаме работа со родители кои што се самокритични и со родители кои што не можат да се прифатат дека нивното дете 8 часа ефективно поминува пред компјутер, на интернет, на социјални мрежи, на игри или како и да. Апелирав и апелирам. Децата губат од материјалот. Децата на училиште не покажуваат заинтересираност. Бидејќи доаѓаат на училиште целосно уморни, бидејќи претходно 8 часа во текот на ноќта, во текот на вечерта, во текот на денот поминале на компјутер. Така. Немаат интерес за никаква активност која што се случува на училиштето, дури и најжално е што покажуваат индиферентност кон оценката. Не совладел материјал, па добро не совладав. Ама ќе имате ниска оценка, па добро ќе има. Апелирам до родителите, навистина мора да поводат малку сметка. Значи, не мора да бидат 8 часа ефективни. Нака биде еден. Да се обрати малку внимание и на она другата страна. Детето е пред седите, значи обврската на детето е да учи, да се образува, утре заутре да си го трасира својот пат, да стане некој нешто во општеството, да има некаков статус. Ама ето гледа, например, и лектириве за читање, сега ќе се вмишам, така, Да. лектириве за читање се може да ги најдат на интернет. Никој не пројавил интерес, секој исклучок нормално, немојме сега да ги генерализираме сите, значи поголем број исклучоци имаме. Лектирава ја читат на интернет, преработкава на интернет. Значи, пишан текст, контакти, размена на мислење со другарчиња, тука некој пат се губат работите. Ама затоа и кажав и претходно, значи, ако родителот тука се вклучи и да е почесто тука, соработката е кој тука, тогаш не, тогаш овие работи ќе се надминат во секој случај. Исто стојам до Ивана ставот, не треба премногу да остануваме време на компјутерот, значи. Кај нас почве децева
5 сати најгоре, кога ќе кажат на училиште, 5 сати јас, приче психолог стојам на компјутер. 5 сати споделвиш слики, споделвиш, тоа е премногу. Премногу. Епа, одлично се надоврзавте на моето следно прашање. Како еден родител кој што и самиот поминува не знам колку часови пред компјутер, постира слики на Facebook, споделува статуси со оние кои што наводно им се блиски, да воспостави контрола и да му каже на детето и да има авторитет и лице и образ, да му каже на детето не можеш да поминуваш ти толку време на компјутер, а без при тоа детето да има можност да му реплицира и да каже, ама тато, мамо, истото го правиш и ти. Епа тоа е најчесто моделите ни се и родителите. На децата моделите се родителите. Најчесто, за жал, зашто и, например, поголем дел, ајде, ако зависат од работењето на компјутер, ако има, да речем, корисната работа во ред. Добро, и забавниот момент мораме да го спомниме во секој случај. Значи, родителите не се роботи или, да речеме, се цензурирани во еден систем и дека се тие родители морат сите работи исправно да ги прават. Но во секој случај, затоа кажавме, како модели, например, да земат заедничка игра, за да утре и детето каже, чекај, тато и мама, еден сат, ај заедно да седнеме на компјутер. Можда тука ќе ја најдеме таа споделување на тие информации и таа поблиска комуникација. Барем така би сметала. Јас социјални мрежи, искрена да бидам, почнав да ги доживувам како феномен, единствен кој што успеа да ги магепса сите луѓе, она што не успеа да ги магепса во реалниот свет. Така ги доживувам социјални мрежи. Освен Анастасија која што нема која што нема Facebook. Немат. Каква атмосфера се обидувате да креирате за вашите ученици, за дечињата кои што се непосредно во вашите раце, да го обликувате она што може да се обликува и колку што ќе ви дозволат социјалните мрежи, а што ќе е различно секако од начинот на кој што тие комуницираат во текот на денот преку социјалните мрежи? Јас се уште се обидувам да ги применувам старите игри и начини на воспитување, како што јас самата бев воспитувана од страна на моите учители, наставници и професори. Значи, зборувам од основно образование па се до факултет. Некако се обидувам да ги избегнам социјалните мрежи, иако морам да кажам дека многу информации често пласирам од интернет. Меѓутоа ми недостасува она листање на книга. Да речем класично, типично листање на книга, типично листање на весник. Некако живееме во општество во кое што само со еден клик и се не е возможно. Ми смета тоа. Да, пишеш еден збор и добиваш информација. Не, па буквално со само внесување само на една шифра, на едно корисничко име, на лозинка и веднаш се наоѓате во некој сосема поинаков свет. Во некој нов свет. Тоа е веројатно носталгија која што денешните генерации не можат да ја почувствуваат. Не можат, затоа што живеат во време кога се супституира хартијата со нешто. Па ето на некој му е смешно да му каже, што прочитавте денеска во весник? Смет, како весник? Значи све имат Охрид Нјус, отвараш, све имат, немаш весник, немаш потреба. Ако не ве прашаат кај да купам весник, кај да се најде такво нешто. Дрогерија. Ајде да го реформулираме прашањето. Значи, каква атмосфера би требало да владее за овие ученици да комуницираат на начин поразличен од оној кој што неформално го потребуваат на социјалните мрежи? Пред се е поспонтана атмосферата која е во училиштето, посебно во училницата, пошто училиштето како втор дом е најчесто како зашто го поминуваат се повеќе и повеќе времето и со повеќе и повеќе предмети како што се натоложуваат. Тие треба да се чувствуваат таму дека се прифатени, дека се релаксирани и дека можат сепак да го кажат своето мислење. Од еден аспект тие најчесто и му се интересни овие игри, да речеме како наставници што се покреативни и без разлика, се вложуваат поголем број од наставниците, морам да кажам, предавањето на материјалот да го направат низ игра. Значи по непосреден контакт. Не мора значи да го вклучат што викат Ивана само на компјутер и да се пребаруваме. Значи ако го направиме из непосредниот контакт, игрите, значи допирот, тоа ќе го запамтат, значи визуелноста, споделувањето на зборови, значи тоа е поинаку, тоа ќе остане за секој пат. Сметам дека треба да ги научиме децава пред се да комуницираат меѓусебно,
ама под комуникација подразбирам и Целосно. доброто и лошото да си го кажат да го меѓусебно споделат. со збор. Правилно да го користат македонскиот јазик или на кој јазик да комуницираат без кратенки. И сметам дека Да треба почитува, да се почитуваат и пред се. меѓусебно, да има почит меѓусебно. Мислам дека почита меѓусебно се создава единствено само со комуникација, општење, зборување. Ама Дали затоа ќе е добро да дебата, дали ќе кажуваш. се спротивставени И лошо и добро, и значи и критика да прифаќаат, и позитивна и негативна. Ние некој пат сме научени значи само да критизираме. Да кажеме се како наставници најчесто. По позитивната страна не дека ја избегнуваме, ама по фалбата мислам дека малце не е иземена тука. Да речеме општо, ево јас како психолог, оди кај психологот секој пат нешто за некој проблем. Зошто да не се одите кај психолог или кај наставник друг или да се пофалите? Да го доживее тој на поинаков начин. Јас мислам дека и тоа споделувањето ќе биде многу поефектно и таа настава и тој да речам училиште како втор дом ќе биде попозитивен доживеан. Ако досега од досегашниот разговор не се разбра, како тоа социјалните мрежи влијаат на однесувањето на децата? Се кажавме, тоа имат и позитивно Позитивни и негативни страни. Значи, ќе кажеме штетно и позитивно да кажеме. Сега штетно ако го кажеме, значи начинот на затварање ептем ако е, значи поголем број од сатите насочени пред компјутер, тогаш делуваат поштетно да кажам. Значи социјалната средина тогаш е затворен тип, значи комуникација, техника, човек. Тука се губит малце. Сметам И со тие насилствата и со тие, не го кажи, барем Се тоа. дека правилно се користи Фејсбукот или останатите социјални мрежи, така. сметам дека ќе има позитивни резултати. А од друга страна, се додека детето доаѓа дома, ја фрла ташната од врата во некој ќош, истата ќе ја најде на истото место наредното утро кога ќе тргне на училиште. Така. И седнува на компјутер и ефективни 8 сати ги преминува пред компјутер, мислам дека се само понегативни и понегативни резултати ќе имаме. И треба на децата да им се објасни и ние како наставници и стручната служба во училиштето, меѓутоа и родителите дома пред се со разговор, зошто се користи Фејсбукот, зошто се користат социјалните мрежи, кои се опасностите од користење на социјалните мрежи, како да ги заштитат своите лични податоци. Дали имаат некаква приватност, како да си ја заштитат приватноста. Значи, тоа се прашања кои што мислам дека децата ги поставуваат. Ама сметам дека не е доволно дебатирано или разговарано на таа тема за доволно да им се објасни на Па децата. затоа ево и медиумите треба да се вклучат. Да. И како И се вклучени во секој случај, ево пошто. Како да им се објасни на децата дека зборот кој што ќе го кажат на Facebook тежи подеднакво како зборот што ќе го кажат во лице и грешката што ќе ја направат преку Facebook подеднаква тежина ќе има и во реалноста. Дури сметам дека е пострашна и поголема тежина има грешката направена на Facebook отколку во реалноста. Затоа што во реалноста се соочуваме со проблем кој што е реален проблем и кој што може на лице место да се случи. На Facebook или на било која друга социјална мрежа не знам со кого зборувам од другата страна. И колку ќе биде проширен понатака и колку тоа понатака како бранови што се одат и до други личности, кој може друг да стигне до таа информација. Не ја познавам личноста која што се крие позади тој профил. Не сум сигурна дека е таа личност. Исто како што не сум сигурна за мојот профил, дали сум заштитена, дали мене ми се заштитени правата. Така. И веројатно дека приказната не завршува кога ќе притиснат одлогирај се. За жал не. Не. Колку вие како воспитно-образовен кадар имате можност или алатки во текот на еден работен ден да им овозможите на децата да поживеат малку во една атмосфера која што не ја живеат во своите домови, кога сурфаат на интернет или поминуваат време на социјалните мрежи? Дали имате време пред се? Оноко колку што ми дозволува наставната програма и наставниот материјал, да бидам искрена. Значи, нови предмети, премногу наставен материјал кој што мора да се реализира, кој што е предвиден и кој што треба да се реализира. Меѓутоа се трудиме, можам да кажам дека се трудиме. Баш токму како што кажа Анастасија, значи мислам дека е добро целиот материјал да им се поедностави на децата, да сватат децата дека училиштето не е ништо страшно,
буквално како што кажавте на почетокот, да не доживуваат како бабароги, да сватат дека и ние сме исто луѓе како нив и дека и ние сакаме на интересен, креативен, иновативен начин да им го представиме сето на знаење кое што ние во себе го имаме акумулирано. Позитивното фактички да го доживеат и да го примат она позитивното што е. Да, да. Веројатно тој процес ќе им оди малку потешко бидејќи се помали. Уште Анастасија да ни ја каже својата причина зошто не поседува Facebook профил. Немам никој пат размислувано зошто не поседувам, а едноставно не чувствувам некоја потреба дека треба да споделам некоја информација или нешто. Не, барем мислам дека контактите ми се пака во реалниот свет доста на високо ниво и мислам дека контактите ги одржувам така. Барем реално од тој аспект. Конкретно ништо немам размислувано за тоа. Мене ми останува да ви се заблагодарам за вашето денешно гостување. Мислам дека начнавме не само тема, туку и многу проблеми на кои што треба сите ние како заедница, како родители, како професори, како психолози и стручни лица да поразмислуваме и да им ја доловиме што можеме подобро реалноста на децата, а не она што тие мислат дека е таа субституирана реалност која што ја живеат на социјалните мрежи. Ви благодарам за Благодарам. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание на 99%. Нова интересна тема ви закажувам веќе за наредниот вторник, а до тогаш ви останете на програмата на телевизијата ВМ. Пријатно! Ние сме 99%.